Се зголемува интересот на пчеларите за мерките за субвенционирање од програмата за рурален развој, но од Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството сметаат дека треба да се стави поголем фокус на развојот на пчеларството, како помалку развиена гранка во македонското земјоделство. Останува повеќе да се фокусираме во пчеларството. Оваа година 2016 за прв пат се појавува програмата за набавка на пчелни матици, пчелни семејства и опрема за производство на мед. Таа влезе во националната програма со повраток на инвестиција до 50%, но што е чудно е и за нас изненадувачки дека при набавката на земјоделска опрема за млади земјоделци започнува набавката тие до 10.000 евра да бидат за пчеларите. Во тек е и соработка на пчеларските здруженија со Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството во насока на евидентирање на сите оние кои се занимаваат со пчеларство. Точна бројка се уште немаме, ние затоа сега ова активност ја правиме заедно со Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделието. Буквално сите пчелари, односно сите кои се занимаваат со одгледување на пчелни семејства, да дојдат во локалното здружение. Значи, во овој регион тие што пчеларите живеат во ова здружение, во Нектар Битола, останатите сите во цела република во нивните локални здруженија и да ги имаме сите тие податоци, значи, и во однос на број на состојба на пчелари кои пчеларат во Македонија, исто така и со место на живеалиште, нормално и локација, број на состојба на пчелни семејства и контакти. Директорот на Агенцијата Златков исто така вели дека треба повеќе внимание да се посвети и во унапредувањето на сточниот фонд. Да се фокусираме повеќе на сточниот фонд, малку околу набавката на грла, кој што се со повраток од 50% е потешко затоа што програмата бара сертифицирани грла на добиток, а тоа се прави само со педигре, со документ дека за потекло од странство, што значи дека земјоделецот ќе треба да обезбеди таков документ, но такви фирми во државата се една или две, една е во Битола, другата е во Источна Македонија. Малку потешко им оди на земјоделците затоа што и при набавка треба да има доволен број на грла за да се исплати контингентот, односно контейнерот што ќе дојде навам. Своите активности во иднина агенцијата ќе ги фокусира на иницирање на отворање нови фирми кои би се занимавале со набавка како и поттикнување на земјоделците кои се занимаваат со сточарство за набавка на расни грла добиток.